Денес симулацијата на државна матура во организација на општина Штип и средните училишта во општината продолжи во гимназијата Славчо Стојмински и текстилното училиште Димитар Мирашчиев. Учениците секоја година се различна генерација на ученици и им треба сепак да го почувствуваат тоа како изгледа, да нема стресови. Намалувањето на стресот е еден од важните фактори за постигнување на солидни резултати. Се случувало низ годините да има некои ситуации да многу солидни ученици, па и послаби без разлика на нивниот успех, да им биде пречка полагањето на матура. Од тие причини, значи ние денес за прв пат, после толку години, правиме симулација во нашето училиште. Целта на симулацијата во нашето училиште е од големо значење за учениците, за да можат да го надминат стресот и потешкотиите кои што ги имаат за сите овие 4 години, да видат каде имат најголем недостиг при учењето и при реализирањето на државната матура. Учениците се задоволни од можноста која им е понудена, а тие ја подржале. Ние како ученици од гимназијата Славчо Стојменски пријавивме голем интерес за одржување на симулација на матурата. Сметаме дека ова ќе ни биде нам од голема помош и на една анкетна форма имавме прашања кои требаше да ги одговориме со цел да видиме колков е интересот за ваквата симулација, пошто се покажа дека всушност учениците се заинтересирани и ова ќе биде нешто што се случува прв пат, што е во голема полза на учениците и сметаме дека со ова можеби ќе се подобрат нашите резултати, ќе видиме до каде сме стигнале со нашето знаење, што треба да поправиме, на што да обрнеме внимание и слично. Кои се придобивки ги нуди симулацијата? Целта е учениците покрај намалување на стресот да се соочат со тој тест, да ја видат таа тетрадка. Денес ќе полагаат македонски јазик и литература, од причина што им треба да видат и како да го менаџираат времето на полагање на тој испит. Има есеи кои што се пишува, треба доста време и сето тоа мислам дека многу ќе им помогне за постигнување на подобри резултати. Годинава државната матура се полага од 1 јуни, кога матурантите полагаат мајчин јазик, и 8 јуни, кога полагаат втори екстерен предмет кој може да биде математика, англиски јазик, француски јазик, германски, руски јазик, филозофија или естетика.